За да формираме анекс договор за нето плата, ќе користиме кадровска евиденција. Претходно ќе поставиме во поставености дозволена манипулација со цел документ. Ја бираме фирмата, кадровска евиденција и одиме во образци. Треба да имаме листата за 2017. Ако ја немаме листата на вработени за 2017, треба да кликнеме во свежи годишна листа. Доделувањето на анекс договорите треба да го направиме поединечно за секој вработен. Ќе кликнеме на првиот вработен, ќе ставиме дата на почеток на важење на договорот, на пример 1.10.2017. Ќе кликнеме нето плата, овде ќе се појави минималната плата, ако сакаме можеме да коригираме. И ќе кликнеме плюс анекс. Во табелата на анекс договори ќе се појави овој договор. Значи, важност и нето. Одиме на вториот вработен. Само ќе кликнеме плюс анекс, ќе се додаде и за него. Значи, сега имаме двајца со анекс договори од иста дата. За да се комплетира работата, треба на овие договори да доделиме архивски број. На прашалникот може да го добиеме последниот број за анекс договори или да си ставиме од кој да почне. Еве ќе ставам број 8 и ќе кликнам спроведи архивски број почнувајќи од тој број. И тоа за сите. И кај првиот ми стави број 8, кај вториот број 9. Овде имаме претходно други анекс договори. Ова ни е анекс договора за промена на плата. Овој ни е за договор за привремено вработување на 3 месеци. И со печати анекс договори за еден или за сите ќе се печатат договорите. Ево го првиот, ево го вториот. Ево го првиот Горанчо Георгиев, ево го вториот Иванчо Георгиев. И еве нето платата и другите. Само требаше да го подесиме. Значи имаме две дати. Ова дата е врзана со договорот од кога почнува, ова дата кога е кој треба да стои на насловот. Значи имаме 30 дена, може да ставиме 30. Ако овде ставиме 29 и печати анекс договор, на ден, значи ова е само помошна дата за печатање на договорот. А договорот си е од важност од 1.10. Кај секој од вработените треба претходно да се додели некој број и дата на договорот за вработување, пошто тие се веќе вработени. И ние се повикуваме на тој договор. Значи, Горанчо Георгиев, ако го има договорот 55/17, не знам, било како, или може ако го имаме архивскиот број, може да ставиме вака. 0402 цртица 016/1 од таа дата. И ако сакаме да го печатиме тој договор, печатен договор, се повикуваме на тој број. Пред малку што го внесов. Ако ни е подесен системот за архивирање, овие договори можеме комплетно сите да ги спроведиме во архива како PDF фајлови и да биде ажурирана архивата со договори за вработување. Со клик на спроведи во архива.